На 6-тиот ден од годинашното издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, конечно македонски изведувачи. Му дајде редот на Народниот театар од Охрид, кој во четвртокот на 20 септември пред Криопаланчани се представи со музичката комедија "Ајде да си речеме уште една". Како што доликува, посебно овој пат домашната публика гостопримливо ја наполни салата во Националната установа Центар за култура во Крива Паланка со очекување на нова вечер во опуштена атмосфера и смеа. Според она што можеше да се дознае за охриѓаните, тоа беше загарантирано. Представата во режија на Андреј Цветановски е современа комедија со елементи на гротеска, која постмодернистички го проблематизира прашањето за народното творештво и го става во современ контекст. Се однесува на културното творештво на македонскиот народ, конкретно народната песна, но преку неа проблематизира востановена позиција на македонските херои, кои најчесто се представени низ единствена перспектива како храбри и безгрешни. Действието на приказната го води собирачот, колекционер, па теписец, еден архетип за македонската нација и код. Но и тоа е различен од она на што сме навикнати. Не е оној добар чичко кој што оди и запишува, туку е мрзоволен и намчурес старец кој приказните ги слуша во мејана, типичното македонско место за решавање, но и за создавање на сите локални и национални проблеми. Актерската игра не се заснова на барање на херојската страна на македонските ликови, туку на онаа другата, на обични луѓе кои што грешат исто како и сите преостанати. Луѓе кои не се ништо повеќе од она што сме самите ние. Сите овие елементи беа во контекст на главното прашање: кој е херојот на Македонија и дали тој е безгрешен? И сето ова раскажано низ актерска игра, но и голем број песни од неисцрпниот извор на македонското народно творештво, главно познати на публиката и сите испеани во живо. Како што рекоа самите актери, авторското дело на Цветановски зборува за творештвото на еден народ кој секогаш представува богатство што треба да се чува и негува. Доказ за цивилизацијата што се развива во еден регион, белег за одликите и навиките на еден народ. Тоа се творби на народот за народот, усно творештво кое што се пренесува со генерации, но тоа творештво е подложено на промени и модификации како и секое друго. Реакцијата на публиката и изјавата на раководителот на театарот и главен лик во представата Горан Стојановски потврдија дека задоволството од средбата според очекувањата беше обострано. Многу ми е драго што во една манифестација како ова заживеа многу. Тој малку разговара дека четврта година е ова на овој фестивал и гледам дека напредува навистина многу добро. Она што мене ме радува е ентузијазмот кој ние долги години се боревме, знае до едно на македонското публичко Стојанова, дека ние 20 години во Охрид се боревме да направиме театар. Сакам да ви кажам дека единствено упорноста и трпеливоста доведува до нештото што се вика свето место. За мене театарот е свето место, еднакво на црква, на религија, имајќи предвид дека тука се случуваат навистина многу нешта, еден слој помеѓу вас, помеѓу нас. И сакам да ви се заблагодарам, сакам да ви посакам добро здравје на сите, добар живот и многу успех во ваков тип на манифестации за живење на Крива Паланка, во културно заживење. Авторот и режисер на овој своевиден мюзикл Андреј Цветановски објасни дека представата може да ја гледаат сите гледачи од различна возраст и истата во цело се заснова на потеклото на песните, со акцент на приказните, кои народните песни ни ги раскажуваат, како и ликовите опеани во нив, за истите да се погледнат од друг, малку поинаков агол. Представата е инспирирана од народното творештво, кое што, како што знаеме, се пренесува усно, и тој начин на пренесување секогаш доживува некакви модификации на песните. И оттаму тргна идејата за представата. Какви се тие модификации, кои се тие луѓе за кои се пее во песните, какви биле тие, бидејќи во нашата традиција се обидуваме да ги поставиме тие јунаци на еден пиедестал, како вистински херои, но ние се обидовме да ја разгледаме нивната човечка страна, објаснува Цветановски. Инаку ова е четврта премиера на Охридскиот народен театар, кој под водецениска борба конечно доживеа да ја види светлината на денот и веќе неколку години успешно функционира при локалниот центар за култура Григор Прличев. До крајот на четвртото издание на театарскиот фестивал пак преостануваат уште две представи. Најпрво во петокот на 21. редовните гости од Народниот театар Стерија од Вршат, Србија, ќе изведат комедијата Дали тоа беше птица, а следната, саботна вечер, Македонскиот драмски театар ќе затвори годинашната фестивалска програма со представата Последните македонци. Доколку досега не одвоивте време, не пропуштајте ги последните две шанси од срце да се насмеете.